Оделот по училишна медицина при здравствениот дом во Прилеп изминатиот период работи со полна пареа. Започнаа систематските прегледи на децата од општинските основни училишта во градов. Од Оделението за превентивна здравствена заштита на деца од 6 до 18 години информираат дека во тек се скрининг методите на децата од 1, 3, 5 и 7 оделение од основните училишта Гоце Делчев, Блаже Конески и Рамполевката. Оваа година, истакнуваат од службата, поголем е бројот на деца со понизок раст, а сериозен проблем кај најмладата популација е прекомерната телесна тежина. На што се должи тоа? На неправилна исхрана. Сите сме сведоци дека децата наши бараат побрза храна, бараат сендвичи, бараат остови. Никој не носи на училиште домашно лепче, домашна кифличка, не носи банана, не носи јаболко, не носи круша. Сите бараат чипсови, смоки или пак тостови кои што се навистина полни со шекери. Активноста им е многу намалена на овие деца и резултатот е дебелината. Кога ќе го забележиме детето, особено по малите деца, тогаш им кажуваме дека мешенцето ти е поголемо, па наџињата ти се подебелки. Значи, разговараме буквално со него на онаа возраст на која што е и детето. И ги упатуваме повеќе да трчкаат и обавезен спорт. Кај што ќе најдеме наут на подебело дете, ние ги викаме и родителите, пошто малите деца се секогаш присутни со се родители, особено првачињата и трето оделение, од оделенците. 5 и 7 оделение ти си со класните раководители. И нив ги викаме, им кажуваме за секоја промена која што ја најдуваме кај децата. Дебелината како фактор не е само кај нас, ја има и секаде. Така да ги упатуваме родителите на тоа како е правилно да се храна децата, колку е добар спортот, им кажуваме и кој спорт конкретен доаѓа во предвид за да може да се намали неговата тежина. Анемиите многу често се детектираат на оваа возраст, лесно може да се коригираат, велат од службата, со правилен начин на исхрана кој вклучува протеинска храна базирана на поголем внес на месо, јајца, овошје и зеленчук. Сколиозата е се уште присутна кај најмладите, а правилното држење на рбетот, според Младеноска, најдобро може да се постигне со спортување. Повторно неактивноста и невежбањето ја сметам како една од главните причини и неправилното седење на децата за таа сколиоза. Таа се избегнува или се намалува само со активно движење. Значи, спортот кај детето е неминовен. Ако не сака или не е во можност мајката да плаќа часови од било кој спорт, тогаш треба да го научи дома да вежба. Тоа се било кои вежби за загревање што ги користат пред часовите на физкултура. Одбојката е една од најдобрите ми се чини спортови, кошарка, ракомет, кај што се движи цело тело, кај што детето не доаѓа до хипотрофија на мускулатурата. Таа не е таква хипотрофија, но и сепак не јакне мускулатурата за да може да го држи арбетниот стоп во својата цврстина, за тој да не е флексибилен и да оди да се витка, мислам да се например сколиоза или кифосколиоза. Со систематските прегледи се опфатени учениците од околните села и учениците од 1 и 4 година средно образование. Скрининг методот кај учениците вклучува и задолжителна имунизација на 6, 7, 12, 14 и 18 години.